Во ред ви благодарам, почитуван председателе, почитувана председателка на Судски совет, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денес на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците го разгледуваме извештајот за работењето на Судскиот совет за 2023 година. Жалам што ќе морам да се повторам со моите констатации кои што ги имав и за претходните извештаи, а тоа е дека ова е само една лоша пракса, практикувана со години, испраќана во вид на 50 на страници статистика до пратениците во собранието, која не отсликува никакви реални состојби. Почитувана господја Дамева, морам да започнам со нешто добро, пред да заминам кон критиките, а тоа е дека добро маневрирате со зборовите и говорот, со цел да не се фрли дамка на судиите. И тоа е од единствена причина, затоа што сметате дека така ќе се намали или ќе се избегне реалната слика, а тоа е дека судството и правосудниот систем во целина се соочува со една огромна катастрофа. Како пример за истото можам да ви го наведам случајот со одлуката на судијата Пајазити, за која што ќе ве потсетам, тоа е судијата кој што определи издржување на куќен притвор кај роднина. Нешто невидено досега, а дискусија по однос на ова немаше и некако се заобиколи суштината и целта беше само за да се има некаков став по однос на случајот и да спласнат реакциите во јавноста. А она што требаше да се направи, она што ценеше јавноста дека вие како Судски совет ќе го направите, не видовме таква дискусија која што навлегуваше во суштината на оваа катастрофа која што се случи. Сега, ако треба да го анализирам извештајот, затоа што тоа е она што е доставено до нас како пратеници, првата небулоза ви е на страна 46. Замислете, Судскиот совет во сопствениот извештај за сопственото работење наведува препораки. 12 на број. Како во еден извештај кој што треба да биде рефлексија на вашето работење, сами на себе си пишувате препораки. И тоа е малку, би кажала, навредливо, од причина што дефиницијата за тоа што е извештајот веќе доаѓа на страна 47 и 8, каде што ги носите заклучоците кои што се пострашни од препораките и кои што би биле обврска и ваша надлежност да ги реализирате. Значи, изминатата година сте детектирале слабости самите на себе, сте си донеле самите на себе извештај со кои што си препорачувате што да направите, и за истото тоа сте си донеле сами на себе заклучок и денеска од оваа говорница велите дека сте задоволни од работењето или дека има некаков напредок. Не сакам многу да се повторувам со колегите, затоа што ценам дека многумина од нив опфатија многу клучни работи, но ќе ја споменам оценската мисија, за која што сите очекувавме да видиме која е суштината и да се детектираа најглавните проблеми. Направивте акцијски план по истото. Од таа оценска мисија добивме 40 препораки. Јас тука би поставила прашање колку од нив, од кога е донесен тој акцијски план, се реализирани до ден денес, затоа што во истите 17 препораки зависат исклучиво само од вас. Останатите 23 препораки се нешто за кое што е потребно законска измена или така натаму. Колку од овие 40 препораки успеавте да ги реализирате? Од она што можам да го видам и се провејува низ извештајот, не гледам дека имате реализирано, затоа што во препораките практично, кои што ги имате наведено на страна 46, си имате препорачано што треба да направите. Сега, ќе се осврнам на вашиот говор кој што го имавте при образложување на годишниот извештај, каде што отворивте една тема која што никако не е опортуна за вас пред се, а тоа е процентот на доверба кој што го имаат граѓаните и сметам дека е многу некоректно да давате класификации и дефиниции за тоа, дека не знаете од каде е добиен тој процент на доверба и дека не било тоа така како што изгледа
И тоа го темелите врз основа на решените или нерешените предмети согласно бројката која што статистички сте ја навела во извештајот. Почитувања господја Дамева, не е клучно колку се решени, клучно е како се решени. Велите во вашиот говор една од засегнатите страни секогаш е задоволна. Така вие велевте при образложување на извештајот. И сега јас ќе ви поставам прашање дали е важно било која страна да биде задоволна или е важно правдата или неправдата да биде онаа која што е задоволена. Така што на 2% доверба да го отварате тоа прашање лично и да зборувате дека не сте свесни како е дојдено до тоа и дека јавноста е таа која што би требало малку посуштински да навлезе во работењето на судовите и дополнително да велите дека бројот на решени предмети покажува каква би требала да биде довербата, а не е навреда пред се кон граѓаните кои што секојдневно се соочуваат со овие состојби и кои што многу директно ги чувствуваат криминалот и корупцијата која што владее во судството. И јас жалам што без разлика на сите показатели, параметри, скандали, случувања и криминали, имате, би кажала, храброст денеска да кажете дека довербата која што е изразена јавно од страна на граѓаните преку сите мерливи истражувања за вас е состојба која што не ја отсликува реалноста. Во извештајот можете да забележите дека на скоро сите судови имате запишано дефиниција дека се неажурни и не знам како, после такви статистики, велите дека работата на судството е добра. Нема да дадам поддршка на овој извештај, затоа што не сметам дека треба да станува пракса институциите кои што треба да доставуваат извештаи пред пратениците, да испраќаат вакви статистички извештаи кои што ништо не кажуваат, да се обидуваат преку добри зборови, преку една скриена состојба, да презентираат состојби кои што не се реални. Дискусија мора да има и мора да зборуваме отворено, тогаш ќе почне довербата да расте за 1%, за 2%, за 3%, а ќе порасне до 20% како што милувавте да кажете во вашиот говор, тогаш кога ќе се намали криминалот и корупцијата. Се додека има криминал и корупција во врвот на правосудните органи кои што се задолжени за справување и спречување на истата, не може да очекуваме дека ќе имаме судство кое што ќе вроди со било каков плод. Дополнително, за да ја покажете вистинската желба за борба за воведување на правда, очекувам дека ќе поднесете колективно отставки и ќе ја поддржам оваа предлог одлука, затоа што само така ќе можете повторно, кога ќе се објават тие огласи по строго утврдени критериуми, каде што ќе се направат на вистина мерливи индикатори за тоа кој, како, зошто, кога и во кое време би требало да биде член на судски совет, ќе бидете, можеби, повторно дел од истиот тој. Ваша одговорност морална би требало да биде оставка после ваквите катастрофални состојби. Благодарам. Благодарам.